Сепак денес ќе сакам да одговорам на едно прашање што остана неодговорено од претходната среда, кога брат Зоран раскаже оно искуството со албанецот што му дошол на врат и го предупредил како треба да сведочи на суд, односно да внимава како да сведочи на суд. Интересно е, јас се зачудив зашто порано не го знаев ова, дека вакво нешто се случило, но потоа брзо сватив зашто тогаш бев одсутен, не бев тука, ако било во времето на Бучковски, како што рековте. Па ја би сакал по тој повод да се подсетиме на еден интересен старозаветен настан, кој што мислам дека поодамна, веќе неколку години, не бил предмет на проучување од ова место. И за таа цел ќе ве повикам да отвориме во првата книга на Царевите, дваесет и втората глава. Прва книга за Царевите, 22 глава. Ако сме таму, можеме да почнеме и да видиме за што станува збор. Првиот стих кажува: изминаа 3 години без војна меѓу Арам и Израел, вели овој превод. Што е тоа Арам? Точно. Арам е името на Сирија на нивниот арамејски јазик. Зато се вели арамејски. Арамејскиот јазик е јазикот на Арам, јазикот на Сирија. 3 години без војна. Израелците и сириците војувале од секој пат. До ден денес. Многу актуелна тема. На 3-та година јудејскиот цар Јосафат дојде кај израелскиот цар. Што значи јудејскиот цар? Значи царот на Јужното царство. Бидејќи во тоа време Божиот народ бил поделен во две држави, Јужното и Северното кралство. Во Јужното цар бил Јосафат, значи во Ерусалим, каде што бил и Соломоновиот храм, каде што било свештенството, жртвите и така натаму. Целото еврејско богослужение. Во Северното царство цар бил кој? Цар бил Ахав. Бидејќи неколку глави пред ова зборуваат за Ахав, зборуваат за Илија, зборуваат за Језавела. И се уште е Ахав цар на Северното царство во 22 глава. Значи Јосафат му доаѓа во посета на Ахав, јужниот во посета на северниот, јудејскиот во посета на израелскиот цар. И сега третиот стих ни кажува: израелскиот цар им кажа на слугите своји: знаете ли дека Рамот во Галаад е наш? Колку интересно прашање. Значи, замислите, ние сме Северна Македонија, например, не дојде некој од Јужна Македонија на посета, и сега ние да му речеме: знаете ли дека Солун е наш? Ахав се занимавал со такви мисли.
Ахав се занимал со политика. Ахав не бил Божи човек. Се занимал со политика. Ништо чудно што започнал разговор на една ваква тема. Знаете ли дека рамот во Галаад е наш? А ние толку долго молчиме и не го земаме од рацете на арамејскиот цар. Значи, рамот бил во рацете на Сирија, ама Ахав си го смета за свој, за израелски и сака да си го врати. Како ќе си го врати? Се разбира со војна, со војска. И му рече на Јосафат предлог: ке појдеш ли со мене во војна против рамот во Галаад? Значи повик за сојуз, за коалиција. Јосафат му одговори на израелскиот цар: како што одиш ти, така и јас. Како твојот народ, така и мојот народ. Како твоите коњи, така и моите. Јосафат покажува добра волја за соработка. Нема проблем. Рамо до рамо со тебе и со твоите војници. Но Јосафат, за разлика од Ахав, бил богобојазен цар. Да се започне војна, па макар и за територија или град кој што со право можеме да го сметаме за наш, не е мала работа. Крвопролевање, жртви, мнозина ќе загинат, не е мала работа. Вреди ли да загинат човечки души заради нешто овоземско? Има ли барем некаква повисока цел? Дали е барем во согласност со Божјата волја? Денес кога започнуваат војни, луѓето не го прашуваат Господ, безбожници, дури и председателот на Америка. Едноставно, како и Хитлер, се наоѓаат изговори. Пољаците ова ми направија, затоа ја нападна Полска. Или овие ова ми направиле. Секојаш е лесно да се најде изговор за се започне војна. Многу лесно. Јосафат уште му рече на израелскиот цар: прашај денес, што ќе каже Господ. Со други зборови, јас, да, рамо до рамо со тебе ќе се борам. Каде што одиш ти, така и јас. Како твојот народ, така и мојот народ. Ама, ако Господ сака, и тоа е многу важно. И ова е многу важна лекција за било каков сојуз, за било каква коалиција. Дури и за брак, како еден вид сојуз. Ако Господ сака. Се разбира, Господ сакал двете царства да бидат во мир и во добра волја, да соработуваат заедно. Меѓутоа, дали и во овој потват? Дали за нешто што било само кеф на северниот израелскиот цар? Дали во сето тоа имало Божја волја? И што направи Ахав? 6 стих вели: израелскиот цар ги собра тогаш пророците, околу 400 души. Замислите колку многу. 400 души биле пророци во Израел. Ово како еден вид пророчки парламент да постало тоа. И ги праша: да одам ли во војна против рамот Галаадски или не? Што одговорија тие? Парламентот што му одговори? Или конгресот? Ајде да речеме конгресот по-американски. Оди, Господ ќе го предаде во рацете на царот.
кога Буш го прашуваше Конгресот дали да го нападне Афганистан, па потоа 2001, 2003 дали да го нападне Ирак. И двајца адвентисти, што биле членови на Конгресот во времето на Буш, едниот од републиканската, другиот од демократската партија, и тие велеа, оди, гласаа за големи беззаконија, што потоа се случи во земјите на Средниот Исток. 400 пророци му велат на Ахав, оди, Господ ке го предаде во раците на царот. Зошто го рекле ова? Зошто вака му рекле на Ахав овие 400 пророци? И било страв поинаку, можен одговор. Втор одговор, затоа што знаеле дека тоа е волјата на царот. Знаеле дека тоа е кефот. И секогаш е политички коректно да се оди во согласност со волјата на они што е на власт. Така постапуваат и судиите во Македонија за време на било која влада. Како да не се замериме со власта? Како е волјата на власта, така да постапиме, тоа е најсигурно. Дали овие пророци биле Божии пророци? Сега за сега не можеме да кажеме. Може би биле. Рекле, оди, Господ ке го предаде во раците на царот. Меѓутоа Јосафат се сомневал. Не бил задоволен од 400 гласа за. Со што не бил задоволен? Па нели биле пророци? Јосафат нешто се сомневал, нешто го мачало во совеста. И 7 стих вели, Јосафат праша, нема ли тука уште некој пророк Господов? Пазите, до сега никој не е рекол дека овие 400 биле лажни пророци или дека не биле Господови пророци. До сега такво нешто не прочитавме. Меѓутоа Јосафат не бил задоволен од нивниот одговор. Очигледно нешто не штимало, нешто било премногу лесно. Ахав сака да оди во војна и овие велат да оди. Го благословуваат. Нешто не штима. Да нема уште некој пророк Господов. Да преку него да го прашаме Господ. Чудно прашање. Зарем 400 гласа не се доволни? Зарем 401 ќе го убедат? Да, затоа што тој еден е вреден. Господ е на страната на малцинството. Не е тоа закон или правило. Но најчесто тоа било случај. Зошто? Затоа што мнозинството најчесто оди по погрешен пат. Широки се вратите и широк е патот кој води до смртта, рече Господ, и колкумина одат по нив. Мнозина одат по нив. Мнозина влегуваат низ тие врати. Израелскиот цар му одговори на Јосафат. Има уште еден човек, преку кого можеме да го прашаме Господа. Но јас не го сакам него. Со други зборови, тој човек ме нервира. Јас тој човек го мразам. Зошто? Зашто не прорекува за мене добро, туку само зло. Каков ли е овој пророк кој што против Ахава прорекува само зло, а ништо добро? Гледа некој лош човек. Можеме да се замислиме како бил квалификуван од страна на тие 400 души. Кој си па ти да му се противиш на царот? Па ти си отпадник, па ти си бунтовник против власта, против авторитетите.
од Бога поставени, помазани. Па ти само критикуваш и така натаму, и така натаму. Или како што му рекле на Илија, самиот Ахав, ти си оној што носиш неволја на Израел. Конкретно тоа беше таа 3,5 годишна суша, кога не паднала ниту капка дожд. Зошто и Михеј, синот на Јимла, вели овој превод, бил како и Илија таков пророк? Пророк што Ахав не го сакал. Пророк кој што на Ахава му прорекувал зло. Само зло, вели тој. Никогаш добро. Јосафат рече, царе, не говори така. Израелскиот цар повика еден дворјанин и рече, оди поскоро по Јимлаевиот син Михеј. Израелскиот цар и Јосафат јудејскиот цар седеа секој на своето седиште, облечени во царска облека, на плоштадот пред портите на Самарија, и сите пророци пророкуваа пред нив. Самарија беше главниот град на Северното царство. И сите овие 400 пророци беа пред двајцата цареви на плоштадот. Интересно е, се споменува некој си Кенаанов син Седекија, еден од тие 400 пророци, кој што си направил железни рогови и рече, внимавајте, значи, не било доволно само да се гласа или да му се даде благослов на Ахав, оди Господ ке го предаде во раците на царот. Тука имало цел еден театар. Значи, Седекија си направил железни рогови и рече, вака вели Господ, со овие ќе ги бодеш арамејците додека да ги истребиш. И во Господова уста ги става овие зборови. Нешто слично ќе се случува неколку века подоцна во времето на пророкот Јеремија. И тогаш ќе имаме лажни пророци кои што во Божјо име ќе кажуваат работи што Господ никогаш не ги кажал, бидејќи Господ нив никогаш не ги испратил. 12 стих па вели, и сите пророци го пророкуваа истото, велејки, оди против Рамот Галатски, ќе има успех. Господ ќе го предаде во рацете на царот. Господа ја благослови Америка. Нека нападне било каде, се ќе биде во ред. Ќе има успех. Така размислуваат и денешните вжештени глави, кои што секоја недела, а некои и секоја сабота пеат песни во Господова слава. Што се случува понатаму? Доаѓаме до клучниот момент на целата приказна. Гласникот кој беше отишол да го повика Михеј, му рече. Да внимаваме што кажал гласникот. Што му вели гласникот на единствениот Божи пророк? Еве, зборовите на пророците едногласно му предскажуваат добро на царот. И твојот збор нека биде согласен со зборот на секој од нив. Искажи и ти добро. Значи, Зоран тебе само ти рече, пази што ќе зборуваш, така? Внимавај што ќе зборуваш. На некој начин, мене тоа ме подсети на ова. Внимавај, Михеј, што ќе зборуваш. Еве 400 пророци, сите едногласно му предскажуваат добро на царот. Се е добро, се е свечено, све е весело, се е радосно во Самарија. Немој сега ти да ја расипеш таа убава атмосфера како што знаеш. Кажи и ти, барем денес
кажи и ти исто. Кажи и ти нешто добро. И од Михеј беше побарана, значи, една политичка коректност, да се подржи царот во својата непосветена, несвета желба, да започне војна која што Господ не ја наредил. Ми се допаѓа одговорот на Михеј. Се колнам во Господ, вели овој превод. Ќе го кажам она што ќе ми го каже Господ. Ќе зборувам вистината. Ќе го зборувам само она што Господ сака да го кажам. И никакви закани, никакви предупредувања не може тука да помогнат. Ако Господ сака да кажам тоа што ќе го кажам. Со други зборови, Михеј му најавил на гласникот да не му продава политичка коректност, бидејќи тој го зборува само она што Господ го кажува. А за последиците не му е гајле. И навистина ќе видиме какви ќе бидат последиците. 15 стих вели, кога дојде кај царот, значи во Самарија, овој го праша, Михеј, да одиме ли во војна против Рамот Галатски или не? Много едноставно прашање. А тој му одговори, оди, ќе има успех. Господ ќе го предаде во раците на царот. Зашто Михеј одговорил вака? За да биде политички коректен, за да биде во согласност со предупредувањето на гласникот. Веднаш гледаме дека царот сватил дека Михеј овие зборови ги кажал во иронија. Според царот, Михеј секогаш му пререкувал зло, а никогаш добро, а сега одеднаш звучи како да е добро. Ама знаел дека не е така. Михеј го кажал она што царот сака да го слушне, ама царот бил доволно паметен да знае дека ова Михеј не го кажал од Божја информација. Тогаш царот му рече, пак ли да те заколнувам да не говориш ништо освен вистината во името на Господ? Интересно е, значи имало и поредно случаеви кога Михеј се поигрувал со царот. Прво ќе го кажем она што царот сака да го слушне, и кога царот ќе сватал дека тоа не е тоа, и инсистирал да дознае што е Божјата волја, го добивал она што не му било по волја. Зошто Михеј пророкувал секогаш само зло за царот, според неговите зборови? Затоа што царот секогаш го сакал она што е спротивно на Божјата волја. Но интересно, Ахав бил таков цар кој што сакал да знае што е Божја волја. Не бил задоволен со ласкање. Сакал да знае што е Божја волја. За самиот расипан цар Ахав, 400 гласа на левата вага биле 0, 400 нули. Толку вреди демократијата во Божји очи. Кога е вистината во прашање, еден глас на страната на вистината тежи повеќе од 400 гласа против. И овој пат Михеј ги кажува вистинските зборови. 17 стих. Тој одговор, гледам сите израелци распрснати по горите како овци, кои немаат пастир, зашто Господ рече, Господар немаат, секој нека се врати со мир во домот свој. Интересно. Какви понижувачки зборови за Ахав? Че Господ вели на израелците, како да им вели, вие немате цар, вие немате водач.
Затоа подобро отидете си дома со мир. Вие сте распрснати како овци кои што немаат пастир. Израелскиот цар му рече на Јосафат: нели ти реков дека тој не пророкува добро за мене, туку само лошо? Да застанеме за момент уште еднаш. Ахав бил доволно паметен да разликува кога Михеј во иронија го кажува оно што тој сака да го слушне, а кога на вистина ја кажува Божјата волја. И Ахав бил таков цар кој што се грижал, значи му стало до тоа, се интересирал на вистина, искрено се интересирал да знае што е Божја волја. Не бил задоволен само со ласкањето. Но кога ќе чул Божјата волја, тоа го нарекувал зло. Тоа го нарекувал лошо. Зошто? Затоа што неговата волја секојаш била спротивна со Божјата. А Михеј одговори и рече: не така, туку послушај го словото Господово. Го видов Господ како седи на својот престол и целата небесна војска стоеше покрај него десно и лево. Се забележите го овој фрапантен настан кој што се случува позади завесата на невидливото во духовниот свет. Целата небесна војска стоеше покрај него десно и лево и Господ рече: кој ќе го наговори Ахав да оди и да падне во рамот галатски? И еден велеше вака, а друг инаку. Еден дух пак, значи еден ангел се вели тука, еден дух пак истапи, застана пред лицето на Господ и рече: јас ќе го наговорам. А Господ го праша: како? Тој одговори: ќе излезам и ќе станам дух што лаже во устата на сите негови пророци. Другите преводи велат: ќе станам лажлив дух во устата на сите негови пророци. Господ рече: ти ќе го наговориш и ќе го исполниш тоа. Оди и направи така. Ова е визија, пази. Ова да не го сватиме. Како да е Господ коалиција со злото. Ова е визија. Но факт е дека паднатите ангели пред крстот имале пристап во небесните творови. Тоа е, со сигурност го знаеме од вдахновени извори. После крстот тие се разобличени, демаскирани и никој повеќе не ги сака во небесните дворови, ниту близко. И ете, продолжува Михеј, Господ сега допушти лажлив дух во устата на сите тие твои пророци, но Господ искаже за тебе лошо. И овој Кенановиот син Седекија се доближи, го удри Михеј по устата и рече: како зар излезе од мене духот Господов за да говори во тебе? Се навреди Седекија, зашто Михеј искаже седошто сосем спротивно на неговото. А Михеј одговори: ете, ти ќе го согледаш тоа во оној ден кога ќе бегаш од една соба во друга за да се сокриеш. Михеј му искаже пророќство и на него. Што ќе прави он кога ќе биде распрсната израелската војска и поразена во рамот галатски? Тогаш израелскиот цар рече: земете го Михеј и одведете го кај заповедникот на градот Амон и кај царскиот син Јоас. И кажете: вака вели царот, затворете го овој во темницата и хранете го со малку леп и вода додека не се вратам со мир. А Михеј рече: ако се вратиш со мир, тогаш Господ не зборувал преку мене. Страшни зборови. Што се случило? Кој бил во право?
Внимавате да бевме ние израелци во тоа време. Значи, неме ние Библија пред себе. Да бевме само ние присутни таму. Што ќе мислевме? На која страна ќе застаневме? Кој е во право? 400-те пророци, кои што велат вака, го подржуваат царот, или овој Михеј? Дваесет стих вели: потоа израелскиот цар и Јосафат, јудејскиот цар, тргнаа за Рамот во Галаат. Сепак тргнаа. Израелскиот цар му рече на Јосафат: јас ке се преоблечам и ке влезам во борба. Со други зборови, ке се престорам во обичен војник, да не ме знаат. А ти облечи си ги царските алишта. И израелскиот цар се преоблече и влезе во борба. Што сакаше да постигне со тоа? Темек, сите ќе мислят дека Јосафат е царот, пошто тој е облечен во царски облеки, а јас сум обичен војник. Има шанса да преживеа. Ахав се плашал, знал дека Михеј е Божи пророк. Да, и тоа. Ако некој цар треба да погине, нека биде Јосафат. Јас да куртулам, неко може. Меѓутоа, иако така пробал да се скрие од сириците, од арамејската војска, сепак не успел да се сокрие од Божието око. Пак, макар како да бил облечен. Или во било која борбена линија да се наоѓал. 31 стих вели: а арамејскиот цар им заповеда на заповедниците над колите на број, беа 32 велејки: не бијте се ниту со мал, ниту со голем, туку само со израелскиот цар. Само него да го ловите, со други зборови. Заповедниците на колите, која го видоа Јосафат, помислија без друго: тоа е израелскиот цар. И се свртеа против него за да удрат, да се судрат со него. Но Јосафат почна да вика. И заповедниците на бојните коли, кога видоа дека тој не е израелскиот цар, се иставија од него. Значи, го препознаа, со други зборови, дека не е Ахав. А еден човек случајно го запна лакот, тоа случајно. Како и во темата за ждрепката. Кој е господар на случајностите? Има само еден господар, кој што може да го контролира тоа што го нарекуваме случајно. А тоа што ниту човекот, ниту неговата наука немаат контрола. Само Господ е господар на случајноста. А еден човек случајно го запна лакот и го рани израелскиот цар низ шевовите на оклопот. Колку прецизно дори. А царот му рече на својот колар: врти назад и извади му од војската, бидејќи сум ранет. Но во тој ден борбата се засили и царот стоеше во колата спроти арамејците. А вечерта умре. Крвта од раката се слеваше по колата. Со други зборови, Ахав не успел да се врати дома жив. Умрел на пат и се уште мртов крварел додека колата се враќала назад во Самарија. Да бевме ние во Израел во тоа време, ние немаше да знаеме онака, освен ако го познававме Михеј лично, освен ако Божиот дух беше и во нашите срца. Да бевме само обични наблюдувачи од страна. Ние немаше да знаеме кој е во право се до овој момент. Се додека не се исполнија неговите зборови: ако се вратиш во мир, Господ не зборувал преку мене.
И кај Задисонце беше објавено по целиот логор, секој да си оди во градот свој, секој во земјата своја. Така умре царот и беше донесен во Самарија и го погребаа царот во Самарија. Нема потреба да се чита понатаму. Нека оваа лекција биде и за нас. Денес подсетување дека Господ е на страната на вистината. Господ е на страната на правдата. Господ не е на страната на мнозинството. Што сака Господ со оваа наша држава, до некаде можеме да знаеме. Меѓутоа, што и да се случи, бидејќи нашите водачи ретко се на страната на правдата, иако денес, барем председателот фала на Бога, но сепак ретко. Така е во овој свет. Така е во политиката. Така е во демократијата. Што и да се случи, за нас ќе биде најбитно да се запрашаме и да истражуваме, да испитуваме што сака Господ со мојот живот. И каков е мојот живот во споредба со Божијата волја. Нека му е фала и слава вечно. Амин.